така. Што е уште пострашно, тие воопшто не ги исполнува оние работи кои што беа барани од нив, ниту пак би биле избрани доколку кажаа дека ќе гласаме за промена на име, за влез на Северџан во НАТО, по тоа име. Значи тие на ниту еден начин не ја добија довербата, ниту ќе ја добија довербата доколку Буквално го правеа, односно го ветуваа тоа што отпосле го правеа. Да. За жал, според нашиот устав немаме институт на отповик на пратеник. Но се надеваме дека еве сега и твојата емисија може да послужи за тоа, доколку успееме на било каков начин да собереме потписи, па потоа да влеземе во изборна трка, па барем некој од нас да ја наметне потребата за промена на уставот. Наша цел е да дојдеме до промена на устав кој што ќе го бира народот. Затоа што веруваме дека само народот може да направи долгорочна стабилност доколку се врзе со одредбите од уставот кој што самиот ги прави и самиот ги гласа. За жал, сегашниот устав е тотално расцепкан, тотално вон основниот од 1991 година. Петар, ние мораме тука да им кажеме на гледачите дека ние сакаме обичниот човек, ти, јас, било кој друг, Јанко, да биде представен преку луѓе кои што ги познава секојдневно, кои што нема да се плашат да се поздрават или да си преречат доколку имаат одредени замерки и тие луѓе да бидат негови служители во собранието. Во таа смисла мене воопшто не ми е важен ни Александар Николовски, ни Владко Ѓорчев, ни Антонио Милошевски, не може да не ти е важен. Веќе не сакам да ми бидат важни и не сакам на македонскиот народ веќе тие луѓе кои што ја направија белјата да бидат ставани воопшто во уста. Сакам да се охрабри и да не лета по некакви си познати луѓе кои што му се даваат 24/7 на мејнстрим медиумиве, туку да си наоѓа луѓе од сопственото соседство, луѓе со кои што секојдневно дели некоја грижа и тие луѓе да бидат кандидирани. По некоја случајност ние сме се собрали. Меѓутоа, оваа идеја не е само наша, оваа идеја сакаме да биде презентирана и во идните години и да биде за идните генерации. Затоа што доколку не поставиме основи дека државата ќе се ја вратиме со луѓе од народот, со луѓе кои што се секојдневни како мене и тебе, кои што трпат едно исто, а се фокусираат на една заедничка точка, тогаш ние нема да имаме држава. Да се надмине партизмот во секоја сфера до моментот додека не се направи државата. Кога ќе се ја направиме ние македонската држава, кога ќе го вратиме достоинството на македонецот, кога би го донеле тој устав или уставните промени по желба на македонскиот граѓанин, во тој случај можеме да се расправаме за главен суверен во државата, во било која држава е народот. Доколку народот, секој поединец свати дека голема моќ има во себе и доколку си даде доверба на блискиот што го има до себе, народот ќе победи. Доколку истите тие луѓе чекаат од надвор некој друг да им ја заврши работата, дали е тоа Петар, Игор или Јанко, ние како народ нема да успееме. Значи, народот подразбира дека тргнува секој човек од себе и дека промената, колку и да е тоа фраза, тргнува на вистина од себе. Доколку ние идеме со тоа дека партиите се тие кои што обезбедуваат се, а партиите гледаме дека сепак слабо стојат, секојдневно идеме на улица и шетаме помеѓу луѓето, ги критикуваат едните и другите, ја немам слушнато ниту една позитивна мисла, ниту за СДСМ, ниту за ВМРО. А се чудам зашто тогаш луѓево не се сплотуваат околу одредена идеја која што можеби е непрепознатлива сега во јавноста. Недоверба, Игор. Недоверба. Дури ти го кажа, многу пати биле има доверба, јас се согласувам. Да. Зошто да има доверба у тебе? Затоа што ние сме секојдневни луѓе. Затоа што не сме восстановени. Затоа што ние сме до нив тук. И ти не му викаш има и доверба во мене. Да, ама тоа вечерва го кажеш, он треба да го почувствува. Добро, нема јас да бидам. Еве јас напишав еден Facebook статус. Океј, ако немаш доверба во мене, тогаш напиши ја ти гаранцијата кон која што јас би се обврзал, јас веднаш ќе ја спроведам. Или обратно. Во првиот момент, ако бидам избран за пратеник, ако ти мислиш дека некој позади мене е подобар, или ако мислиш дека моето откажување од пратеничката функција ќе предизвика криза во оваа трула држава, затоа што ја мислам само преку предизвикување на криза во трула држава можеме да постигнеме нешто, во тој случај ќе се откажам и од тој пратенички мандат.